Вести на Канал 8. Добар ден. Општинската организација на СДСМ од Кучани организираше пресконференција на која беше посочено дека објектот што се гради пред општинската зграда е без соодветно одобрение и на државно земјиште. Од градоначалникот Димитровски беше побарано објаснување и одговорност за постапката. Веројатно охрабрени од злоупотребите на државно земјиште за лични и бизнис интереси што ги правеле Груевски и неговите соработници во централната власт, тоа се случува и на локално ниво. Градоначалникот Радко Димитровски, според достапните информации, надвор од законот за градење, без соодветно одобрение за градба и на државно земјиште, дозволува да се гради објект на познат бизнисмен, соработник на власта на ВМРО ДПМН. Ова меѓу другото беше речено на пресконференцијата што Општинската организација на СДСМ ја организираше пред Општинската зграда, каде според нив се гради спорниот објект. Објектот е изграден спротивно на законот за градење, поради тоа што за извршената градба не постои соодветна градежно-техничка документација. Од општината не ни може да биде издадено одобрение или решение за градење, затоа што според ДУП на Кочани, на површината на која се наоѓа поголемиот дел од објектот не е предвидена градба. Веројатно, за да се исполнат сите услови од договорот со бизнисменот, можете да видите дека се градат и пристапна патека и скали, иако и овде според ДУП на Кочани не е предвидена градба. Со ова се прави уште една узурпација на државно земјиште. Според деталниот урбанистички план и катастарската евиденција, рече Костов, овој простор е предвиден за парк, а парцелата е во собственост на Република Македонија. Градоначалникот Радко Димитров треба да им објасни на граѓаните на Кочани дали и со кое право злоупотреби државно земјиште за реализација на бизнис договор. По кој закон се доделени државните земјишта на бизнисменот, познат соработник на ВМРО ДПМН, и по кои основи градоначалникот издава решение за поставување на настрешница, а дозволува пред неговите очи на лице место да се гради објект. За возврат на продадените интереси на граѓаните на општина Кочани, дали и што добиле Радко Димитров и неговите од партијата. Почитувани граѓани, никој не смее да се става над законот и над интересите на граѓаните. За овој потек на градоначалникот Радко Димитров мора да има одговорност. На пресконференцијата Костов додаде дека жителите на Кочани го паметат ова место како пријатно катче и зелен рај, мал парк со фонтана, а сега е уништен простор. Со писмен одговор на пресот на СДСМ излезе градоначалникот Димитровски, кој ги отфрла обвинувањата затоа што објектот се градел според легална постапка. При тоа бил донесен познат трговски бренд во кој ќе се вработеле лица од Кучани. Во писмениот одговор на обвинувањата што беа изнесени на пресот на СДСМ, градоначалникот Димитровски вели дека на местото на напуштен објект со биралиште на скитници и лица кои се на граница со законски действија, се изградил објект што ќе ја краси околината. При тоа бил доведен познат трговски бренд во Кочани, а патеките што биле руинирани ќе се осовременат и адаптираат за пристап на инвалидизирани лица. Според првиот човек на општината, поправен бил кровот што прокиснувал, а во новиот објект ќе се вработат 18 лица. Затоа, изреченото на пресот на СДСМ според него било чудно, невистинито и неприфатливо за граѓаните на Кочани. Фактите се, објектот и земјиштето се на Сдруженијето на пензионери од Кочани и тие во нивна постапка го изнајмиле на најповолниот понудувач. На барање на Сдруженијето на пензионери, а за потребите на инвеститорот, издадено е решение број 22/379 од 9 јули 2015 година за осовременување на објектот. Ние се залагаме за создавање услови за секој нов инвеститор и за секое ново работно место, се вели во дел од писмениот демант на градоначалникот. Според Димитровски, сите обвинувања се нелогични и се отфрлаат какви било партиски и бизнис сделки и незаконски действија. Тој тврди дека градбата е легална, а инвестициите ќе продолжат. Во тешка кражба што се случила во Мородвис, украдени се пари и злато во вредност од 35.000 евра. Полицијата е во потрага по сторителот. Тешка кражба се случила во периодот меѓу средата и четвртокот неделава во куќа во селото Мородвис.
Незабележан од никого, непознат сторител со насилно отворање на прозорец влегол во внатрешноста на објектот, што е сопственост на 74-годишниот НС. При тоа одзел 400.000 денари, 28.000 швајцарски франци, околу 1000 евра и 73 златни француски монети. Откако се обезбедил со богатиот плен, сторителот на кражбата го напуштил местото на настанот. Подоцна собственикот на домот го забележал насилното влегување и исчезнувањето на парите, пошто случајот го пријавил в полиција. При тоа е констатирано оти лицето што ја извршило кражбата се стекнало со противправна имотна корист од 2.260.000 денари. Ограбениот старец 30 години бил на работа во Швајцарија, а по пензионирањето со заработените пари се вратил во родниот крај. Неофицијално се дознава дека најверојатно пред да упаднат во куќата, сторителот или групата што ја извршила кражбата претходно го отрула куќето што старецот го чувал во дворот. Од полицијата информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Локалната самоуправа на Кучани планира да вложи околу 35.000 евра за санација на асфалтот на улицата Доктор Николик и изградба на крак од улицата Марко Цепенков. Освен тоа, со парите ќе се санира и асфалтира платото во село Прибачево. Околу 2.200.000 денари е сумата што општина Кочани ја предвидува за санирање и доизградба на сообраќајната инфраструктура и комуналното уредување на јавните површини. Најголем дел од парите ќе се потрошат за санирање на стариот и дотраен асфалт на улицата Доктор Николик во централното градско подрачје. При тоа, асфалтниот слој во должина од 300 и широчина од 6 метри целосно ќе се изгребе и на негово место ќе се постави нов. Дополнително ќе се изврши реконструкција и подигање на канализацијските сливници и прилагодување на постојните шахти за прифаќање на атмосферската вода. Вкупната површина што е предвидена за надградба со нов асфалт изнесува околу 2000 метри квадратни. Оваа улица досега немала поголеми зафати за реконструкција уште од нејзината изградба пред околу 3 децении. Таа е една од најпрометните сообраќајници во централното градско подрачје, посебно во четврток, кога е пазарен ден, бидејќи е втора сообраќајна врска кон северниот дел од градот и кон браната градче. Дел од предвидената сума за реконструкција и изградба на улици во градот ќе биде потрошен и за довршување на кракот од Марко Цепенков, што се наоѓа меѓу Белкамен и 1 мај. Се работи за делница долга 36 метри, што со години чека да биде довршена. Во моментов е во лоша состојба, ископана од водата што се слева по неа, а за жителите што живеат овде е најкратка врска кон регионалниот правец Кочани-Пониква. Според планот, коловозот ќе биде прилагоден на околната конфигурација на теренот, а ќе добие асфалт и нови рабници. Остатокот од парите што општината ги намени за комунално уредување ќе се потрошат за реконструкција на платото сред село Прибачево. Се работи за површина од околу 400 метри квадратни, која ќе добие надградба на постојниот асфалт и дополнително уредување на околината. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите за сите 3 локации е веќе објавен и се очекува доколку процедурата помине без проблеми, градежните активности да започнат на почетокот на есента. Споменикот на слободата со години е во лоша состојба, а досега се извршени само незначителни интервенции за подобрување на неговата состојба. Зошто најголемиот мозаик на Балканот долго време е оставен на пропаѓање? Периодов можеби безбедно ќе стигнете до него затоа што тревата покрај скалите конечно е окосена, но она што ќе го видите во ниту еден случај не може да ви импресионира. Објектот што според сите правила треба да биде заштитен знак на Кочани од аспект на неговата уметничка и историска вредност, не е тоа ниту оддалеку. Без друго, според српскиот професор Богдан Богдановиќ, Кочанскиот споменик на слободата представува уметност со која Македонија може да се представи пред светот. Во кое било време од годината или во кој било период од денот да дојдете на споменикот на слободата, ќе бидете сами. Тоа упатува на фактот дека ова место е се освен туристичка или излетничка атракција. Зошто е тоа така? Како прва причина, логично е височината, изолираноста од градското јадро и бројните скали, но не помалку влија и запуштеноста и нехигиената. Ретките гости на споменикот доаѓаат најмалку заради култура или уметност,
туку за дружба, пиење алкохол, вандализам или остварување интимни средби. За тоа што се е неповратно изгубено од споменикот и колку малку се санирало е пишувано многу пати. Она што е особено карактеристично е развиената теорија дека овде се наоѓа гробот на Александар Македонски, а изградбата на споменикот е со цел тој круцијален историски и цивилизацијски факт да се сокрие. Инаку историјатот на споменикот започнува во 1979 година, кога собранието на град Кочани распишува конкурс за изградба на споменик на револуцијата, кој би ја представувал последната војна во овој крај. И покрај огромниот одглас на цела поранешна Југославија, првото место на конкурсот стручното жири го довери на архитектот Радко Рагеновиќ и на сликарот, графичар и мозаичар Глигор Чемерски. Споменикот на слободата свечено е промовиран во присуство на угледни гости на ден пред роденденот на СФРЈ 28 ноември 1981 година. И веројатно не постои помоќна порака од онаа што ја остави покојната историчарка на уметноста Мери Пиргановска-Арсова. Би сакала мојата влюбеност во него да ја пренесам и на вас, љубоморно да го чуваме како наше културно светилиште, како светлината во нашите очи, како слободата во нашите срца, зашто и тој е ранлив, иако е од камен. По повод празникот Илинден, градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски испрати честитка до граѓаните. Во неа се вели: на сите граѓани на Кочани, на сите македонци ширум светот, им го честитам големиот национален празник Илинден. Двата Илиндена од 1903 и 1944 се символ на победата и на македонскиот непокор. На овој празник со пиетет се подсетуваме на херојските визии и дела на нашите предци и на нивниот сон, остварен речиси еден век по првиот Илинден, суверена и независна Република Македонија. Аманетот на илинденците е наша обврска да го достигнеме нивниот идеал за стабилна и просперитетна Македонија. Нека ни е вечен и честит Илинден, да ни е вечна Македонија, се вели во честитката на градоначалникот Радко Димитровски до граѓаните. Се уште е во сила ограничувањето за движење во шумите и шумските појаси и забрането палење страништа, плевел и други растителни отпадоци на земјоделско земјиште. За прекрашување на забраните предвидени се високи парични казни. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги потсетува граѓаните дека се уште е во сила ограничувањето за движење во шумите и шумските појаси. Ограничувањето важи за сите од 22 јули до 5 август 2015 година во термин од 7 до 17 часот, освен ако лицето нема добиено соодветна дозвола од јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја. Ова ограничување не важи за вработените во јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми, македонски шуми, ниту за организирана тура која ги разгледува шумите во придружба на представник од македонски шуми. За непочитување на забраната, физичките лица затекнати во шума без дозвола ќе бидат казнети со глоба од 1500 до 2000 евра. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство потсетува и дека е забрането палење страништа, плевел и други растителни отпадоци на земјоделско земјиште како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на оваа забрана се предвидува глоба од 1500 до 3000 евра. Со шумите за стопанска намена во Македонија стопанисува јавното претпријатие Македонски шуми со 30 подружници, меѓу кои Кочанската и Виничката. Граѓаните и фирмите да ги платат за останатите долгови за радиодифузна такса, за да не се соочат со присилна наплата, апелира Управата за јавни приходи. Ваквиот апел засега голем дел од граѓаните на Кочани и Виница кои имаат неподмирени долгови. И за крај спортската информација. Се спушта завесата на илинденските спортски игри во Чешиново и Зрновци. Преостанува уште финалните надпревари и прогласувањето на најдобрите. Надпревар по надпревар, илинденските спортски игри во Чешиново и во Зрновци стигнаа до самата завршница. Поради позгуснатиот распоред, прво ќе финишира фудбалскиот турнир во Зрновци, и тоа уште вечерва кога ќе бидат одиграни последните два надпревари за третото место и финалето. Во малото финале од 19 часот и 30 минути ќе се сретнат Дедо Поп и Градец.
додека во борбата за трофеот во 20 часот и 30 минути играат Бедвин и Ван Дам. На Илинденските спортски игри во Чешиново завршницата е на 2 август недела. Во финалето во 17 часот ќе се сретнат екипите на Теранци и Бања. Во борба за третото место, како увертира на финалето ќе играат домакинот Чешиново и Крупиште. Иако е спортски некоректно да се даваат прогнози, но според составот и досега прикажаното на турнирот, фаворитската улога е доделена на екипата на Бања, која е бранител на трофеот од минатата година. Освен за најдобрата екипа, на турнирите се предвидени награди и за најдобриот голман и најкорисниот играч на турнирот. Илинденските спортски игри во Чешиново имаат речиси полувековна традиција. Нивното издание минатите години беше проследено и со турнир во шах и велосипедска трака. Што се однесува до шаховскиот турнир, наградите ќе бидат доделени вечерва на летната сцена во паркот во Чешиново во рамки на манифестацијата Вечер на македонскиот афоризам. Спортските илинденски игри пак во Зрновци имаат многу помала традиција. Ова е само второ нивно издание, но плановите поврзани со организацијата секоја година се поголеми. Веќе за следното издание се планира да се воведе и кошарката како спортска дисциплина. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.